Успешно заврши 7-та регионална конференција на најдобрите наставници, повеќе од 200 наставници на едно место, поточно сите заедно во Загреб. Од Македонија заминаа 45 наставници. Какви се впечатоците? Да. Ова беше 7-ма поред регионална конференција на најдобрите наставници, директори и лидери од регионот. Македонскиот тим броеше 45 учесници, од кои што 10 се закитија со признанието најдобар наставник во регионот. Имавме еден најдобар директор и јас како амбасадор на асоциацијата повторно добив признание за несебичниот влог и поддршката на наставниот кадар, односно за промовирање на идејата за да можат наставниците да аплицираат и да учествуваат на оваа конференција. Впечатоците неверојатни затоа што главните настани се одвиваа во Велика Горица, се поклопи со моментот кога е адвентот, односно палење на сијаличките во Велика Горица и во Загреб. Имавме многу интересни настани, самото отварање почна со саем на образование, каде што се представија нашите наставници со неколку штандови и од 30 штандови, 3 беа избрани, 3 македонски штанда поточно беа избрани меѓу најдобрите, што уште еднаш покажува дека македонското образование е на висок степен и дека креативноста не недостасува кај македонските наставници. Штандот на колешките од Куманово доби признание, штандот на музичкото училиште Боро Џони од Струмица исто така и штандот кој што броеше 12 на наставници од Македонија на еко тема, насловен како екоемпатија, исто така беше препознаен како еден од најдобрите штандови на саемот. Бидејќи ова е настан кој што го следиме буквално од самиот почеток, 7-ма година поред, имам впечаток дека од година во година е се поброен. Се охрабруваат и нашите наставници, затоа што споменавте и вие имаме што да покажеме. Да. Освен на дружење се стакнуваат и нови искуства и нови пријателства. Да, така е. Самата конференција не е класична конференција, значи има сосема поинаков интерактивен принцип. Во сите активности се вклучени речиси и сите наставници. На самото свечено отварање, како што реков, почнува со саем на образование. На самото отварање се обраќаат наставниците и основачот на конференцијата Желјана Радојчиќ Лукич, која што исто основат заедно со нашата Весела Богдановиќ. Значи секогаш се прави една анализа на она што досега било и што сега се прави. Концептот на секоја конференција е различен и можеби токму затоа е интересен да наставниците присуствуваат од сите поранешни републики на Југославија. Знаете, потекнуваме од ист образовен систем, се соочуваме со речиси истите проблеми, меѓутоа има и многу заедништво, многу заеднички проекти кои се реализираат, се остваруваат нови контакти, се промовираат нови проекти. Едноставно, идејата на оваа конференција е ентузијазмот пред се, затоа што наставниците ги оценуваат, да речем, наставниците, меѓутоа и се создаваат многу нови пријателства, контакти, проекти, кои што им овозможува на сите наставници од сите тие држави да се вмрежат меѓу себе од една страна, а од друга страна да излезат од локалните рамки и да го покажат тоа што тие го работат. Самата конференција овозможува една позитивна, една убава атмосфера. Беа организирани 5 работилници во кои што беа вмрежени, вклучени сите наставници во измешани тимови, а самите реализатори на работилниците беа од сите држави. Значи на една тема работеа колеги од сите држави вмрежени кои што претходно онлайн ги подготвија работилниците и тоа беше едно невидено искуство. Меѓутоа, ова не е конференција само на формалното и на неформалното образование. Тука се промовираат и неформалните училишта. Овој пат на конференцијата се промовираше IQ Up, кој што е македонски бренд во STEM образованието, во STEM практиките, кој што предизвика исто така голем интерес на конференцијата. Така што има што да се види, да се научи, да се споделат идеи, но секако најважниот момент е она кога се доделуваат признанијата. Особен впечаток остави музичкото училиште Боро Џони од Струмица. Нивната директорка Клара Вета Патарова беше еден од пленарните предавачи и имаше можност да каже и покаже како еден директор кој што раководи со својот колектив 18 години, како умее да го мотивира и да го инспирира да биде успешен и еден мал колектив кој што брои 20 на наставници да постигнува толку големи интернационални успеси, но она што секако предизвика најголемо внимание е
нивниот концерт под маски кој што го реализираат секоја година во Струмица. Тоа беше подкрепено со видеоматеријал и верувајте целата сала над 200 наставници на нози им аплаудира за нивниот ентузијазам и она што го прават самите во интерес секако на учениците, но и да општеството во целост. Да, интересен видеозапис беше направен од целата конференција, односно со сите учесници на годинишната 7 поред. Да најавиме наредната тука кај нас во Македонија. Посебен предизвик беше тој видеозапис, значи на мелодијата, односно на песната Лавина, беа вклучени сите учесници во конференцијата, се направи еден видеоспот буквално за 24 сати. Во петокот се снима инсертите, во саботата веќе на конференцијата беше промовиран спотот и сите можат да го погледнат и на YouTube и на социјалните мрежи како наставниците умеат и да пеат и да играт и ете да бидат протагонисти во еден спот кој што можеби професионалците го снимат повеќе денови, не ете наставниците им успеат тоа да го направат за еден ден. Следната конференција во Македонија, значи ќе биде во Охрид. Звездата на образованието на секоја конференција се предава на идните домаќини. Овој пат јас имав чест да ја преземам заедно со целиот тим македонски кој што беше таму. Ќе биде последната недела на мај или некаде почетокот на јуни, датумите се уште не се дефинирани, но она што е сигурно има голем интерес да се дојде во Охрид, да се види Охрид од сите колеги, од целите бивши ју простори, каква ќе биде конференцијата, каков ќе биде концептот, секојаш ќе биде нешто ново, нешто интересно, се уште се работи на тоа, но се радуваме што повторно сме домаќини. Првата конференција беше во Скопје, го препотувавме тој цел простор, ете повторно се враќаме овој пат во Охрид. Покана до сите наставници, особено од Македонија, да се вклучат и да го почувствуваат оној ентузијазам, она позитивна енергија која што знаат да ја споделат само наставниците, особено тие кои што со цела душа и срце се вложени во својата наставничка професија. Имате уште 6 месеци за да ја организирате оваа конференција, познавајќи ве вас и вашата работа сигурно ќе поминат многу брзо. Благодарам на одвоеното време. Честитки пред се за ова нова награда, да ја речеме сепак за вас лично, се запишува во вашата богата кариера и се гледаме во Охрид, меѓутоа до тогаш повторно ќе се вклучиме тука од Скопје. Да, секако ви благодарам што ете повторно издвоивте простор да ја промовираме оваа убава ентузијастичка идеја која што ги препознава најдобрите наставници, им дава ветер во грб да бидат уште подобри, а знаете наставникот, наставната професија е оска околу која што се врти целиот свет. Сакам да ги поздравам сите наставници и да им посакам што поголеми успеси, но и да не се плашат, да се охрабрат, да го покажат тоа што го знаат и умеат надвор од нашите граници, затоа што навистина имаме што да покажеме. Благодарам многу, се разбира образованието пред се.